Добро, еве, се уште трае седницата на Советот, но буџетот и програмите веќе се освоени од мнозинството од Советот. Донесен е буџетот за 2016 година, кој што тежи 1 милиарда 76 милиони денари. Дополнително секако се даде согласност за кредитното задолжување, би тежал 1 милиарда 116 милиони денари. Овде се вклучени секако блок дотациите, самофинансирачките активности и донациите кои што ги добива општината. Основниот дел на буџетот тежи 545 милиони денари, кои што зависи само од приходите на општина Струмица, собрани пред се преку комуналии, од земјиште, данокот на имот, уличното осветлување, фирмарините и другите такси кои што се плаќаат према општина Струмица. Добро е тоа што истовремено во овој буџет се проектирани преку 400 конкретни капитални проекти, кои што значат решение на проблемите и потребите на граѓаните, а во 2016 година ќе се решаваат. Јас сум среќен за динамиката со која што Струмица се развива, од прости причини што без разлика дали е период на циклично кризно време или период на прогрес, согласно циклусите, општина Струмица константно се одржува на тие вредности во буџетите со години наназад. Тоа значи дека актуелните проблеми брзо ги решаваме, а постојано имаме капитални инвестиции кои што го подобруваат квалитетот на живот на граѓаните што живеат и во градот и во населените места. Парите се рамномерно распределени, односно 1/3 се за населените места, 2/3 се за градот, така ние и бројот на жители. 1/3 живеат во населените места, 2/3 живеат во градот Струмица. Тоа значи од капиталните инвестиции 1/3 се во населените места, од капиталните инвестиции 2/3 се во градот Струмица. Иако напоменувам дека приходниот дел и неговото учество населените места партиципираат некаде околу 4%, но заради рамномерниот развој, подеднакво создавање исти квалитативни услови за живот на граѓаните без разлика дали живеат во градо или во село, тоа значи усовременување на севкупниот амбиент на живот, гледано од комунален и инфраструктурен проект. Имаме убави проекти, пред се предочени од граѓаните преку урбаните и местните заедници, форумите на заедници. Еве, денеска можев да соопштам пред советниците сите, од 317 предлози од страна на советничката група на ВМРО ДПМН беа прифатени 151 конкретен предлог. На самата седница паднаа уште некои десетина предлози кои што исто така беа прифатени и се составен дел на буџетот, сакајќи да испратиме една порака до граѓаните дека оваа Струмица е наш завет на сите, оставена е обврската на сите, без разлика кој е власт во Струмица, кој е опозиција, се во функција на транспарентното работење, взаемната вградување во добри работи кои што ќе значат решавање на проблеми или реализација на проекти со кои што нашата Струмица ќе станува уште поубава од тоа што е денеска. Сакам истовремено да кажам дека иако покрај ваквиот инклузивен однос и на општинската администрација и од моја страна како градоначалник, жалам што советничката група на ВМРО ДПМН после прифатени повеќе од 160 конкретни проекти одлучи да гласа воздржано, но секако тоа е нивна обврска, нивно право и нивна одговорност. Мене ми е драго што најважниот документ што може да биде донесен во текот на една година, а тоа е буџетот на општина Струмица, заедно со програмите за развој на општина Струмица, денеска е донесен и отвара една нова можност за многу нови убави работи кои што ќе ги гледаме во периодот што предстои пред нас. Ке напоменам само неколку. Една од капиталните работи е почетокот на мултифункционалната сала. Идната година започнуваме со новата турска населба во горниот дел на градот. Се надеваме дека гасификацијата како крупен проект ќе има уште поголем замаец од тоа што денеска го има како капитален проект, проширувањето на припејд паркирањето во градот, кој што даде одлични ефекти, ќе се прошири веќе на второстепените по важност од примарниот аспект на улиците во градот Струмица, но ќе пробиеме огромен пат од Свети Илија до Ловендом, кој што е основ за панорамското поврзување помеѓу градот, помеѓу Ловендом и Цареви кули. Дозавршуваме со проектот Цареви кули идната година. Ќе осовремениме 50 локации во градот и во населените места, хортикултурно, парковско, со одредени содржини за децата,
Тоа се во градот, пред колективните стамбени згради или на централните локации во населените места. Ќе отвориме нов центар за заедниците, пред се за невладините организации, каде што ќе партиципираат и оние од социјалните невладини организации кои покриваат социјалната програма, но и другите невладини организации и уште еден мал безброј на проекти кои што ќе бидат секако многу значајни за граѓаните. Она што можам да го кажам, од сите доставени предлози во буџетскиот календар кој што почна од 1 септември, се до денеска до освојување на буџетот, преку 80% од буџетските предлози се инкорпорирани и влезени во програмите и во буџетот. Она што исто така е значајно, треба да кажам дека влегуваме прв пат во година, каде што општина Струмица ќе нема кредити. Ние сме единствена општина во Република Македонија која што нема кредити и прв пат 2016 година нема да враќаме рати од кредити. Тоа дава дополнителна капацитетност на општината да реши уште повеќе проекти и проблеми на граѓаните кои што остануваат трајно добро на сите и сегашни и идни генерации кои што доаѓаат после нас. Истовремено би сакал да напоменам дека 2016 година ни треба учеството на граѓаните во реализацијата на сите овие капитални проекти. Зошто? Заради тоа што очекуваме од прилика 5 гранта како донации, кои што мораме заедно да ги спроведеме од Европската Унија, која дава грантови, бара експедитивност и бара комплетна реализација на тие проекти. Идната година почнуваат канализациите во Добрејци, во Дабили, во Просениково. Вкупната вредност на овие 3 проекти е околу 1,5 милион евра. Тоа се огромни трајни добра кои што ќе останат векови на користење на граѓаните и идната година е годината кога ќе почне изградбата на прочистителната станица во Струмица, грант добиен од 9,8 милиони евра, која што ќе реши многу акутни проблеми на граѓаните за кои што години назад се зборувало, а тоа е станица која што ќе ги акумулира сите фекални води кои што доаѓаат од градот и околните населени места. Тоа се Дабиле, Сачево, Просениково, Добрејци и Муртино, заедно сите вградени во прочистителна станица, која што има дополнителни придобивки, производство на квалитетна здрава храна, но и секако трајно решавање на фекалните води. Ако ги набројувам, проектите се безброј, спомнав бројка од преку 400 конкретни проекти, се надевам дека Господ ќе дава здравје на сите граѓани во наредната 2016 година, за да можеме да се израдуваме на пуштањето во употреба на сите овие конкретни проекти, кои што денеска Советот со освојувањето на буџетот ги зацрта за наредната 2016 година.